недозволиво е да овде тврдите дека Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство немаат соодветна евиденција. Дека Министерството за внатрешни работи поведува, односно поднесува кривична пријава против непознат сторител, а дополнително се појавува сторителот и овој предмет всушност се води два пати. Недозволиво е од друга гледна точка, почитуван обвинител. Станува збор за сериозни човечки судбини при постапување во било какви предмети. Недозволиво е вакво изнесување на вакви податоци за несоодветност на податоци и тврдење дека оваа бројка е неточна, бидејќи одредени предмети се дуплирале. Според мене, сметам дека недозволиво е вакво дуплирање на предмети, бидејќи овде станува збор за решавање на човечки судбини. Еве уште еден конкретен пример. Прашање. Дали и колку, односно кој има одговарано за 5000 предмети кои што ги немаше во управниот суд? Иако, еве, од овде ќе кажам, на моje прашање до претходната председателка на судски совет ме коригираше и констатира дека не биле 5000, биле 1540. Како не баре станува збор за ништо важно. 1540 предмети, само 1540 биле. Тврдам дека од овие 1540 предмети, повеќе од 1000 се со царински постапки, со концесии, со предмети во управна постапка, кај што се вртат милиони суми на средства, повеќе од овие предмети се застарени и не може да се наплатат овие побарувања. Односно, дали имате направено овде истражување и колкав дел, односно колкава штета има направено на буџетот на Република Македонија со застарување на ваквите предмети. Зборуваме за сериозни скандали и суми на средства кои што се испомпуваат од буџетот, а за возврат одредени поединци ги користат овие средства. Затоа потенцира претходната председателка на судски совет, овде одговорница, ме коригира, бидејќи јас констатирав по изјавите кои што ги имаше во јавноста дека станува збор за 5000, таа ме коригираше, вели не сте во право, само 1540 се. Затоа во тие 1540 има доста голем дел на предмети кои што се веќе застарени. Предпоставувам дека станува збор за сериозна сума на средства, а затоа ниту сме чуле, ниту сме виделе одредени постапки. Дали имате нешто постапувано во ова насока и колку средства е оштетена државата? Благодарам.